Иако семејното насилство во југоисточниот регион е во континуиран подем, во земјава има само 4 државни шелтер центри и 2 кризни центри, кои ги раководат невладини организации, но ниеден од југоистокот. Вкупно во сите центри може да се сместат не повеќе од 30 жени. Лани во регионалните центри за жртви на семејно насилство сместени се 30 жртви, и тоа 10 жени и 20 деца. Во шелтер центрите, жените жртви на семејно насилство може да останат 6 месеци, а во кризните центри само 48 часа. По напуштањето на шелтерот, жртвите на семејно насилство најчесто се сместуваат кај своите родители или блиски родини, а ако не успеат да се сместат кај нив, повторно се враќаат кај партнерот насилник. Последниот случај на семејно насилство во Струмица е само пред неколку дена, кога во секторот за внатрешни работи Струмица поднесена е кривична пријава против ЕДЖ, 48 годишен од Струмица, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, тешки телесни повреди при семејно насилство. Околу 18 часот, пред неколку дена во нивниот дом, пријавениот физички ја нападнал неговата сопруга, при што и нанел тешки телесни повреди. Потоа, истиот физички го нападнал и нивниот малолетен син, и нему нанесувајќи му телесни повреди. Според невладините организации, овие жени дури и да се вработени, ретко можат да си дозволат да живеат сами, бидејќи немаат доволно пари за кирија, сметки и да обезбедат средства за живот за нив и нивните деца. Истанбулската конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство се уште не е ратификувана. Нема шелтри центри за жртви на семејно насилство. Жртвите на насилството се соочуваат со недоволна и неефикасна правна и судска заштита. И сите овие фактори доведуваат често до смртен исход, кој би можел да го спречи, велат од невладината организација ХЕРА. Националното координативно тело пак за борба за семејно насилство изготви сама статистика за последните 10 години. Според полициските извештаи, во земјава има рекорден број, односно 79 убиени жени во последните 10 години кои биле жртви на семејното насилство.